По 16-ти пат во Македонски Брод на вториот ден од Великден се организираше манифестацијата Великденски кули, во чиј состав традиционално се одржува и великденскиот концерт на повеќе културно-уметнички друштва, кои што тука доаѓаат од цела Македонија. Организатор е Домот за култура од Македонски Брод. Присутни ќе ни бидат на концертот повеќе од 7-8 културно-уметнички друштва од различни градови на Македонија, како што е Свети Николе, Битола, Новаци, Прилеп, Гостивар, Брвеница и други солисти кои имаат желба. Ова манифестација, како што кажав, е 16-та по ред. Сите културно-уметнички друштва ќе се прикажат во свое светло од нивниот крај од кај што доаѓаат, со некој си традиционален обичај или оро песна од нивните краишта. На учесниците пред почетокот на концертот им беа поделени благодарници. Вака изгледаше дел од атмосферата на концертот.
nazad, kalino mome, nemoj da odiš po mene. Kaj nas ima visoka gora, negdje možeš da ja pominem. Kaj nas ima visoka gora, negdje možeš da ja pomineš. Па периодот после короната се враќа интересот кај помладата популација. Во нашиот ансамбл членуваат преку 200 членови. Денес сме доедени со пионерската група, околу 20 деца, машки и женски, и ќе се представат со спрет на песни од Пиринска Македонија. Може да кажам со задоволство дека се уште има интерес, иако е со текот на годините се послаб и послаб, се уште пронаоѓаме млади кои што имаат голем интерес за негување на фолклорот и кои што активно земаат учество се повеќе и повеќе, се надевам, во идните години. Како да се афирмира повеќе? Ова е едно тешко прашање. Мислам дека пред се треба една генерално поголема поддршка како од државата, така и од општествено одговорните компании кои што би ни дали една поддршка во напорот кој што го правиме за негување на македонската традиција. Кои негуваме претежно со народни инструменти. И ево денеска ќе се представиме со точка на тапанџи. Иначе сме, ова друштво е претежно младо, негде 2 години мислам дека постои. Колку членови броите? Па броиме негде околу 40. Моментално сега има деца кои изучуваат.
Ние како културно-уметничко друштво Брвеница учествуваме секоја година на овие великденски кули кои што се одржуваат во Македонски Брод и чест ни задоволство да продолжиме да негуваме оваа традиција. Веќе 10 пат поред учествуваме на оваа манифестација. Со што ќе се представите пред публиката и колку младите денес го продолжуваат нашиот фолклор, колку сакаат да ја продолжат традицијата? Денес ние ќе се представиме со кореографијата Водарки. Колку што можеме се трудиме, значи да ги разубедиме младите, да ги насочиме да ја негуваат македонската традиција. По што се разликуваат источните ора од другите, дали може да се каже која е нивната главна карактеристика? Па главна карактеристика, мислам дека пред се изведуваат од извори народни инструменти, пред се гајдата, тапанот се застапени кавалот и пред се, како што може да видат гледачите во позадината, под препознатливата овчеполска носија, која е, мислам, уникатна во Македонија. Во што се состои таа? Кај машките кога зборуваме, значи се состои нормално сега, нема децата моментално опинци, меѓутоа опинци, чорапи, панталони, фустани, појас, елеци, кошули, кај девојчињата исто така со скуталење напред шамија и секој пат украсени со црвено цветче. Имаме одлична соработка со културно-уметничко од Македонски Брод. Настапуваме повеќе години. Имаме две групи. Ова е помалата пионерската група и се настапи со Орот Оптан-Топтан. За овој настан имам слушнато од интернет, од Милена, исто така директорката што ни на дома. Сакавме да присуствуваме, бидејќи беше кратко времето за да присуствува пејачката група. Се одлучи фамилиарно да дојдам и да го видам овој настан, па Господ здравие до година, пак да можеме да дојдеме друштвото со пејачката и исто така традицијата. Она што најмногу восхитуваше е тоа што на секаде низ Македонија има голем број на млади кои што сакаат да ја продолжат нашата традиција и да го сочуваат фолклорот, народните песни и ора.
сакам заради што сакам да јучам македонските ора и македонските песни, пошто јучам уште од мал. Почнав од 2018 да трупам, сега сум 4 години, ова година ми е 5-та. Кој ти пранесе љубовта на тапано? Дали некој од твоето семејство се занимаваше со овој инструмент, некој од другарите? Не, никој. Сам почнав да се трупам. Како се научи сам или одеше на некои часови за спремање? Одев на неколку часови на тапани во Гоце Делчев, каде што беше мојот прв наставник, Бранко Жежовски, и учев од него многу ора, песни, нови ора и после стекнав знаење. За крај, зошто баш тапан? Што те привлекува токму кај овој инструмент? Поубав ми е како од душа ми да се трупам за тапанот, пошто повеќе деца ми викат на училиште, те бива, браво, шалав нека ти викам фала многу. Тоа ми исполнува и се чувствувам прилично добро кога шетаме, кога се дружиме, нови запознавања, авантури. Од каде љубовта кон фолклорот? Не знам, прва игрорка сум во фамилија и наставно. Колку време се занимаваш? 8,5 години, 9 скоро. Па другарки со мене што учат и заедно се запишавме како се договоривме и почнавме заедно да одиме и до ден денес сме заедно. Колку време? Па и скоро 8 години. 7. Што те привлекува? Па шетањата, дружењата, турнеите, дружбата. Имам другари во игралната и затоа приликував да играм во игралната. Колку време ти се занимаваш со играње? 3-4 месеци. По завршувањето на концертот, учесниците ја погледнаа изложбата Великденско јајце, која што ја изработија учениците од гимназијата од Македонски Брод, основните училишта и децата од градинката. И буквално цела општина беше во тренд на изработка на великденски јајца. Најубави великденски јајца, просто да не можеш да одбереш, бидејќи стварно децата креираат, имаат своји представувања. Оваа година можам да кажам дека повеќе од оделенијата работат групно, значи ги натеравме децата да бидат во групи, каде што по-интересно и по-креативно се искажува. Веднаш после тоа се одржа и дефиле од Домот за култура до црквата Света Богородица, каде учесниците на концертот присуствуваа на традиционалната манифестација Великденски кули, уникатно празнување за вториот ден од Великден, какво што нема никаде во Македонија. Манифестацијата се одржува со помош и покровителство на Министерството за култура, Општина Македонски Брод и црквата Пресвета Богородица од овој град.